Ама и твое. Дарко снима во моментов, некој видео прави. Па исклучи го микрофонот. Ама јас имам побарано за збор, ви останатите. Океј. Добро, јас уште еднаш ќе побарам процедурално, ќе се повикам на членот 148 од Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, во кој што вели дека врз основа на мислењата и предлозите изнесени во јавната дискусија, матичното работно тело подготвува извештај и го доставува до Собранието заедно со предлогот на закон за второ читање. Значи, колешке председателка Жаклина Лазаревска, значи, со она што вие сега пред малку го кажавте, испадна дека залудно била одржана таа јавна расправа, со, не знам, 50 колку дискутанти имаше, небитно, но битно е дека дојдоа луѓе од професорската фела, врвни универзитетски професори, дојдоа да ги кажат своите мислења и ги кажаа, и вие сега противречите на членов 148 од Деловникот, велите дека ние имаме стенографски записи од тие извештаи, па ние бевме присутни и ги слушавме луѓето. Не е работата да добиеме стенографски забелешки, работата и должноста според членот 148 е ние овде да изготвиме извештај, председателка. Извештај, тоа е нашата работа како комисија. Инаку, зошто ја свикавме? Зошто толку ги пониживме македонските универзитетски професори? На вистина не разбирам. И сега велите да продолжиме со работа, па ние не сме застанале со работа, ама работите преку ред. Зошто не завршивме со извештајот, па да продолжиме, еве, до онаму кај што сега инсистирате, че работиме вака со прекини? Имаме стенографски белешки. Фала што ни кажавте дека ама не е тоа нашата работа, ние треба да изготвиме извештај. Или помина бурата сега, нема дожд, скрите ги чадорите, се е во ред. Не е така. Затоа сте дотука дојдени, колку пати ви објаснував. И сега, за да ја трогнете македонската јавност и образовната фела, велите дека луѓето чекаат пари. Па јас ќе ја потсетам македонската јавност, повисоки плати им треба затоа што вие ги покачивте цените на горивата, цените на струјата, цените на млекото, на брашното, на маслото. Ама и да им ги покачите платите, повторно нема да им стигнат. Затоа што ги нема парите. Најголеми буџети со вас донесовме, нема пари. Кај се парите? Кај се парите? Ако мислите дека ќе изгубите на локалниве избори и ќе нема мнозинство во парламентов, дека нема еден ден за тоа да одговарате, се лажете. И сега во поглед на вистината, за јавноста секако само да кажам дека овој парламентарен состав од 4 август минатата година започна со работа. Има 52 закажани седници, од кои што 19 се завршени, 33 не се. По скратена постапка закони 133 од вкупно 323. Нешто овде не штима. Кој брза? И сега еве пак не стига време. Понатаму, со европско знаменце, јас бев и колешката Жаклина Лазаревска, бевме и во минатиот состав, тогаш Комисијата за европски прашања, 43 закони со европско знаменце помина, а вкупно во парламентот 68 донесени со европско знаме. Еве не биле 4 за 3 години, 68 закони со европско знаме. А сега за една година, еве една година и месец и половина да бидеме попрецизни, 41 закон со европско знаме. И за која европска вредност да зборуваме, за кое образование да зборуваме? Од овие 41, 2-3, ако реално има врска со согласување со европското законодавство. 2, еве професорката Силјановска ми кажува 2. И тоа замислете, мислам дека таму членовите со кои се врши согласување, нивната примена би започнала кога Македонија ќе стане членка на Европската унија. Со оваа власт тоа значи никогаш. За жал, не навивам да не станеме членка на Европската унија. Молам? А по однос на навредите, бидејќи колешката Жаклина Лазаревска читаше таму соци, не знам дали релевантни или не, кои се пријавиле, кои зборувале. Небитно, тоа го имаме, нели? Ние овде треба да работиме по нешто друго, колешке. Ама не работиме. Не работиме, за жал. Не е до времето. До вашата желба е за друго, а не за работа. Вашата желба
манипулација, за крадење, за лажење. Народот тоа многу добро го знае. И кутриот народ не чека сега покачени плати од вас. Чека да се случат локалните избори и да знаете кај ви е местото за тоа што го изманипулиравте. Го украдовте. 4,37 милиарди евра беше последниот буџет. Од економските ковид пакети недостасуваат 90 милиони евра. Никаде ги нема. Трагедијата да е поголема, 90 милиони евра беше и оној заем за модуларните болници. Каква коинциденција. Ама не, ние сме банални, а некој друг сега на 3 дена пред стартот на кампањата добил желба да работи, за да ги покачи платите на професорите. А при тоа професорите не знам дали сте ги прашале како се чувствуваат, како одат на работа, како ги држеа часовите наназад година и пол во оваа пандемија од дома, какви услови има. Имавме професори со деца дома кои им се во истовремена настава ученици, па дали има можност сите да имаат компјутери да бидат на онлайн настава. Дали за тоа некога ще се замислиле? И затоа немојте да манипулирате тука со јавноста дека ние кочиме закон за покачени плати. И вие со душа би сакале ние да не сме тука, да не го зборуваме ова, да ви помине се, ама лагите на крајот остануваат. А лагите ги трпи македонскиот народ. Свесен е, не знам која е вашата цел, еве денес, утре, задутре, можете, што би можеле да направите, а што не сте го направиле, изминати цели 4 години. Не се работи тоа така. 11 години викавте, лелекавте, молевте за власт. Вака ли ја дочекавте власта неподготвени? Што правевте 11 години? И што правевте овие 4? Сериозност? Никако. Само крадење, колега, апсолутно ништо. Недостасуваат пари во буџетот. Нема пари народот. Па ќе сте покачале плати, за што? За покаченото масло, за бензинот, за огревот. На кои наши? Нели нема наши и ваши, колешке? Нели со вас нема партизирано образование? Кои наши и ваши? Нели образованието треба да биде настрана од политиката, колешке? Дали се слушате што зборувате? Или вака зборувате дека не ви е микрофонот уклучен? Да, вас ве чекаме да ни објасните и да го спасите образованието. Еве, почитувана јавност, овде има некој спасител кој што најде решение за сите овие криминали наназад 4 години. Јас ви благодарам и ви кажувам дека Комисијата за образование, наука и спорт послабо раководење не знам дали имала. Жалам председателке, но така е. Кога не го фаќате редот од старт, до тука ќе се доведете. И не ви се виновни пратениците од опозицијата, виновни сте самите вие, а убаво сакате да се пофалите дека вие сте председателка, па еве, повелете излезете од вашата каша која што самите си ја сготвивте. Ви благодарам.